почитувани граѓани, денеска заедно со директорката на Драмскиот театар, заменик министерот за култура и националниот координатор за култура во владата на Република Северна Македонија, дојдовме да видиме што е она што се реконструира во овој објект на Драмскиот театар и видовме дека после многу години за прв пат се освежува, се создаваат нови содржини, но исто така и се отклонуваат оние небезбедни работи како прозорите кои што со години стоеле тука. Но дополнително она кое што во културата е важно да се напомене, дискутирајќи тука и со актерите и со вработените, дека навистина во 2 години се промени начинот на кој што културата им се обраќа на гледачите. Или конечно во сите содржини, во целиот репертоар воведуваме современи европски вредности кои што значат и за сите нас како граѓани, но исто така и за луѓето кои што се во културата и кои што живеат од културата. За прв пат после 2005 година исто така се носи за прв пат колективен договор, што е така една и моја блиска тема. Тоа укажува дека се подобруваат условите за работа на културните работници. За да може да имаме добра култура, за да имаме можност да тие креативно се изразуваат. Навистина треба да вложиме во нивна плаќање достоинствено на нивната работа која што имаат. И токму затоа минатата година се направи покачување или нивелирање на платите и 90% од вработените во културата добија покачување просечно 13,9%. Но поважно од покачувањето е тоа што за прв пат во културата се воведе плаќање еднаква сума за еднакво извршена работа со еднаква сложеност. И тоа е големо достигнување и сметам дека во наредниот период сите ние заедно треба да вложуваме во културата уште повеќе, затоа што ваквите објекти имаат своја душа, ваквите објекти навистина имаат потреба од грижа и инвестиција за да може да имаме и соодветни представи, но исто така и на децата и на возрастните да може да им се промовираат новите вредности, европските вредности, современоста, а не да се обидуваме да ги вратиме неколку века наназад. Ви благодарам. Задоволство ми е што после долго време нешто во театарот се прави, мислам на инфраструктурата на театарот, значи правиме некои работи кои, например, 13 години имавме скршени стакла за кои не опоменуваа затоа што имаше напишано дека е забрането да се проаѓа покрај стаклото. Побаравме инвестиции од Министерството за култура и за наша голема радост ги добивме за тие витални работи што ни се неопходни. Тоа се стаклата на канцелариите, влезот на самиот театар, како и најважното за нас, а тоа е сцената која е непроменета преку 60 и нешто години од денот кога е направен театарот. Со собствени сили и желби и љубов направивме некои убави измени во нашето паци, оставивме билки, цвеќиња, направивме свој интерен простор кај што ќе се дружиме и пиеме кафе, наша собствена библиотека, направивме уште еден тоалет за да имаме 2 тоалета, направивме толку многу работи што не можам едната ви ги кажам и го искористивме што е најважно овој период кај што за жал не можеме да имаме представи и проби, да не бидеме сепак така затворени и празни, затоа што театарот е тажен кога нема публика, кога нема народ и сега самите ние секој ден сме тука, доаѓаме на работа 4 месеци и го разубавуваме просторот.